Здраво, јас сум Дарко. Добро дојдовте во Автомедија. На тест е Peugeot 408 со ниво на опременост GT, со карактеристична спортска нота на Peugeot и со 1,2 литарски мотор, за кој што понатаму ќе стане малку повеќе збор. Станува збор за исклучително важен модел на Peugeot, кој што доаѓа во време кога браншата се менува, автомобилската сцена се менува не само во поглед на преоѓањето кон електричен погон, туку и во поглед на каросеријските концепти, кон нагласокот кој што се става на одредени подрачја. И Peugeot тоа го направи фантастично. Значи, ова е автомобил кој што навистина одушевува, не само во поглед на дизајнот, туку и во поглед на пристапот во секој подрачје. Че ова е Peugeot, ова е автомобил кој што е направен како имидж автомобил и за марката и за тие кои што ќе го посудуваат и ќе го сакаат. Ова секако не е дизајн кој што се доживува за 5 минути и толку завршува еуфоријата. Секогаш има по некој нов детал, по некоја нова форма, има многу емоции. Тоа што го зборува Peugeot, allure, француски, може би погрешно го изговарам, меѓутоа присутно е во оваа 408-ка. Сосем известно дека и бројни други производители експериментирале со оваква форма. Пазарот покажал дека има група купувачи која што посакува ваков автомобил, ваква кола, која што не е ниту SUV, ниту лимузина, ниту е кросовер, ниту е купе, ниту пак комби лимузина класична. Меѓутоа, на Peugeot му успеа да направи форма која што е свежа и различна и издржана. Има приказка во оваа форма. Што соединува три концепти. Напред е благородна форма, значи тука оддава гордост на марката. 408-ка нормално пишува на овој гребен тука, на овој појас во стилот на старите модели на Peugeot. Меѓутоа, целиот овој израз во носот на 408-ката е полн со самодоверба, со гордост, со репрезентативност. Ја представува марката. Затоа е купе. Не може да се каже дека е лимузина, дека е класична лимузина, затоа што има отменост некоја поголема. Лимузината треба да биде елегантна и не треба да издвојува во некои детали. Меѓутоа, 408-ката точно го нагласува тоа што кај лимузина не би изгледало соодветно. Затоа, носот најавува купе, кое што кај Peugeot сигурно дека не е непознато. Во одреден дел, 408-ката дури го наследува оној дел од пазарот кој што им припаѓаше на легендарните 406 купе, 407 купе и на бројните претходници од 70-тите, 80-тите години, кои што беа дел од понудата на Peugeot. Затоа купе. И овој дел има обележја на купе, меѓутоа ја има и практичноста, ја подшитува и таа практичност на петата задна врата, која што им е омилена на французите, а и на пазарот. И целата приказна се заокружува кога ќе се погледне дека има зголемен клиренс, зголемено растојание од подлогата и кога ќе се почувствува во возењето дека се седи повисоко, отколку во останатите возила. Значи, соединува купе, соединува лимузина во поглед на кабината, во просторноста, во практичноста, пристапот и комби лимузина во задниот дел. Тешко е да се расчелени на такви каросеријски концепти, затоа што е неблагодарно да се оцени. Зошто на Peugeot му успеа да направи ваква 408-ка, ваква кола.
Затоа што дизајнерот на 408 кава е Матијас Хосан. Дизајнер кој што е позабележан на сцената, посебно откако ја нацрта. Го нацрта Peugeot Legend, кој што се повикува на 504-ката, меѓутоа го толкува одново. Секоја форма е различна, а пак, кога ќе се сочинат сите тие линии, форми, емоции, идеи во едно, се добива автомобил кој што потсеќа на 504. И тоа е таа умешност. Тоа е тоа дело на Матијас Хосан, кој што е дел од секое представување на нов автомобил на Peugeot и има приказна. Зависно од аголот под кој што се гледа. Практично секој ден ќе се доживува по некоја нова форма. Кога ќе доаѓа човек да си ја земе колата наутро и да тргне на работа или на патување или каде и да е. Зависно од тоа како паѓа аголот, ќе доживее некоја нова форма, ќе забележи некоја нова форма. Еве, овој. Тоа е сензуално, да речеме, форма. Тоа што го постигна Peugeot е суптилно, со 3 линии. Нема нешто да се нагласува премногу, да се внесува драматика. 3 суптилни линии кои што го постигнуваат ефектот и секои други обиди да се направат светла кои што ќе изгледаат како новогодишна елка, изгледаат смешно. И тоа е тој дифузор, стилизиран дифузор, кој што нема функција како кај тркачките автомобили, меѓутоа стилски се надоврзува и го заокружува карактерот на 408, покажувајќи дека не е класичен фастбек, туку тоа се некои елементи на SUV во кој што е внесен дифузор. И нормално дека очњаците на Peugeot се присутни и забележливи. И дење, а посебно навечер, уште од далеку се забележува кога автомобилот е Peugeot. И тоа изгледа симпатично, не е претерано. Peugeot е марка која што направила убави работи на оваа. Повеќе отколку во кој било друг модел на Peugeot досега, во формата на носот и во светлата на Peugeot 408 јасно се препознаваат нос и очи на мачка. Дизајнот на маската со овие правилни геометриски форми се уште изгледа свежо и препознатливо и продолжува да живее, да се развива. Тоа е изобилство од детали. Во секоја форма и во секоја линија е додадено нешто плюс. Додадена е емоција, додадена е некаква порака и тоа е тој алур за кој што зборуваат во Peugeot.
страничните прозорци, играта со долниот раб и храбриот и остар завршеток на таа целина прават силуетата на Peugeot 408 да изгледа уште поиздолжено и да оддава брзина. Само малку да се спушти кадрот и одеднаш изгледа како тоа да е некој друг автомобил. Се воочуваат некои нови форми, нови сенки, нови линии. Ова е вечна игра со изгледот, со дизајнот. Ова е жив дизајн. Се забележува колку е внимавано на аеродинамичноста. Ова мало длабнување е сосем делотворно за воздушните струи да ги води околу тркалата и со тоа да се смали отпорот на воздух. Истото се повторува и кај задните арки. Внимавано е овие ситни детали сепак да не го нарушат стилот. Тоа е уште еден врв во дизајнот. Во оваа точка се соединуваат три прави линии. Тука може да се учи геометрија. Тоа е својствено за големите марки, грбот на марката. Тука е поставен мощно впечатливо, слично како кај 308 и е детал што изгледа многу отмено. Секако дека моментот со мачкините шепи не се пропушта и во средиштето на тркалата. Уште еден детал кој што се открива отпосле. Овие линии некој исто така ќе ги поврзе со мачка, каква и да е мачката. Долната половина од задниот браник изненадува со тоа колку е невпечатлива, за разлика од впечатокот што се стекнуваше кога 408 првпат се појави на слика. Тоа е момент што треба да укаже дека оваа кола не е ниту обичен SUV, ниту пак е спортско купе, па му треба дифузор за правилно да ги одведува воздушните струи зад опашот. И тој детал испадна голем погодок на дизајнерите. За тоа да не изгледа како едно масивно парче пластика, додадени се овие гребаници, мачкини гребаници и овие полирани површини кои што му даваат благородност на делот.
Посебната приказна со задните светла, исто како и со предните, во тоа што изгледаат како да се вжештени парчиња метал, што такви се вметнати во каросеријата и се втопени во неа. Тоа се зафати кои што влијаат врз цената на изработката на каросеријата и кои што докажуваат дека Peugeot не го има создадено овој автомобил за тој да се нуди поевтино на пазарот, туку е создаден да ја представува марката. Панорамскиот покрив во Peugeot ужива големо внимание уште од времето на 307 и 307 SV. Овој сјаен финиш направи стаклениот покрив да им биде нова омилена работа на дизајнерите. А меѓу другото додава и благородност во појавата. Вака не изгледаат ефтините автомобили. Тоа е конструкција која што дозволува со отворен покрив да се вози со повисока брзина. Тука завршува приказната за стилот и дизајнот и настапува поглавјето за практичноста и секојдневната употребливост. Тоа значи зафатнено од 536 литри, но значи безпрекорна изработка, со целосно обложување со дебело платно и со практични детали, како рачки за соборување на клупата директно од багажникот. Оваа метална плоча не е заради изглед, туку има мощна корисна функција, а тоа е отпорност на гребење. Покрај тоа, плочата дозволува и тешкиот багаж да лизга полесно преку неа. Но сепак се детали со кои што 408-ката влегува во повисока класа. Еве тука од Peugeot покажуваат зашто е корисен овој мал дел од полицата кој што е неподвижен и не се подигнува заедно со поклопецот, значи за чадар. Тоа што на полицата пишува Мопар доаѓа од американската страна на концернот Stellantis, Dodge, Jeep и останатите марки, кои што се задолжени таму за прибор, опрема за возилата и очигледно дека презеле улога да ги изработуваат таму овие полици, кои што очигледно се од рециклиран материјал и тоа е сосем примерно.
друг агол на светлината, малку повеќе наоблачено и веднаш се покажуваат некои нови контури. Тоа е феномен. Да видиме и внатре. Натрешноста е кокпитот е идентичен со 308 во поглед на формата, одредени подрачја на одредени места, се применети материјали со повисока спецификација, некои детали се дополнително доработени, за да се испочитува тој елемент на купе. Основата ја сочинува iCockpit, односно мал волан, инструмент табла која што е подигната повисоко и поместена нанапред, и концепт кој што стана обележје на Peugeot и кој што е вграден во повеќе од 10 милиони автомобили до сега. Станува збор за систем што е докажан и што прерасна во обележје на Peugeot, и не само што француската марка нема намера да се откаже од iCockpit, туку и го напредува. Во новиот 308 има панорамик iCockpit и тоа е веќе следно ниво. Нормално, во GT не сме да отсутствува овој бедж, изработен од метал. Изработката на воланот е фантастична. Почнувајќи од материјалите, од деталите како овие прстени, метални прстени, перфорираното подрачје, формата на подпирачите за палците, да ги наречеме така. И ова експолирана површина која што додава отменост, благородност. Сето тоа става на знаење постојано дека се работи во автомобил кој што не е обична конфекција, туку е нешто повеќе. Уште еден детај, штепот во некоја зелено, золта, француски издизајнирана нијанса. Тоа е боја која што во основа потекнува од мотоспортот, од учеството на Peugeot во мотоспортот. Ја има и на вратите. Тоа е тоа подрачје што е исто фино тапацирано. Нема експерименти со рачката. Штепот се повторува и на седиштата. Тоа е суптилна нота која што Peugeot си ја почитува во сите своји модели. Седиштата се посебно приказна, не само во поглед на тоа што се изработени во комбинација од платно, алкантара и некој материјал кој што личи на кожа, меѓутоа според денешното ниво на технологијата не е проблем да биде и вештачка кожа, далеко е од оној поим за вештачка кожа кој што се однесуваше на некои неквалитетни материјали во минатото. Тоа е француската умешност на работа со материјали, бои, пријатен е материјалот на допир, тапацирани се не премногу тврдо, не премногу меко, меѓутоа имаат и една посебна способност седиштава, а тоа малку подоцна. AG Comfort, тоа е наследство, да го наречеме така, од Opel, марка на концернот. Тоа е Акцион Gesund Rück, односно акција на здрав грб, која што ја повлекува германските ортопеди за во автомобилите да се вградуваат квалитетни седишта кои што нудат правилна поддршка, и тоа е тој печат дека станува збор за седишта кои што имаат добиено одобрение, сертификат од германските ортопеди. Секоја чест!
И тоа е iCockpitот. Значи има 3D ефект, сето тоа изгледа многу ефектно, прегледно, може да се избере и начинот, неколку видови на приказ. Звукот е од инфозабавниот систем кој што препозна корисник и соодветно ги нагоди местењето на одредените функции соодветно на корисникот. Со приказот на инструмент таблата се контролира преку левата рачка. Значи може да се избере приказ во кој што е навигацијата главна, приказ во кој што се прикажуваат мали инструменти, класични инструменти, плюс навигација, практично се. Приказ со податоци за возењето, значи потрошувачка просечна брзина, растојание, нормално со трите шепи. Тоа е уште еден класичен приказ. И ова е приказ во кој што дополнително се прикажува и бројот на вртежи. Значи, зависно од ситуацијата, од расположението, од патувањето, може да се избере најсоодветна информација. Средишната конзола е мощно прегледна, значи со копче за старт, со бирач на програма за возење, значи фантастична заштита на простор. Со избор на програми за возење, значи има 3 програми, може да се избере еко, може да се избере нормална или спортска. И нормална во спортската се менува и бојата, преоѓа на црвен, включувајќи го и амбиенталното осветлување. Француска работа и нормално се менува и приказот во инфозабавниот систем. Електричната паркирна сопирачка е стандард во целата гама. Во ГТ го има и овој бежичен полнеж за телефон. Место за одлагање предмети, ето има дури мала сијаличка која што го осветлува тоа. USB-C, затворена преграда, квалитетно изработено меко, значи ова трпи и да се одложува материјал врз тоа, телефон или што и да е. И преграда за клучот или за разни потребштини кои што ќе бидат директно на дофат на рака. Тоа е средишната конзола, практична, прегледна, едноставна. Придонесува меѓу другото и за просторното чувство да биде соодветно. Посебна приказна се iToggles, значи тоа се овие софтверски полења, кои што може да се програмираат по желба, значи лично, со едно притискање на медија се избира подесување кое што е одговара, значи, за корисникот, за одреден корисник. Со климата, со едно притискање се вклучуваат поставките кои што се избрани за тој и тој корисник. И соодветна навигација, телефон и mirror скринот. Okay? Значи, тука е обложено уште фабричката заштита и не го прикажува, значи, целиот дисплеј, изгледа многу посјајно, затоа пак горе е сосем убаво се гледа колку е кристален приказот, колкава е резолуцијата. Може би камерата, сето тоа додава малку повеќе сјај, меѓутоа нема никаква забелешка во поглед на тоа. Под средишниот дисплеј и iToggles ги има и физичките копчиња, прекинувачи за најчестите функции. И тоа што е посебно важно за Скопје и воопшто низ цела Македонија.
директен пристап до копчето за прекинување на доток на воздух од надвор. Тоа се функции, значи за клима, за безбедносни трепкачи, за исклучување на климата. Сето тоа е убаво промислено и најубав детај е што го има и овој дезен, оваа шара која што прави како да има осветлување копчето, меѓутоа нема осветлување. Сето тоа е игра на светлината и аглот под кој што паѓа светлината, создава рефлексија за да се добие впечаток како да има осветлување. Гениално. Тоа се класичните форми во кокпитот. Значи, овие отвори за воздух изгледаат како во старите автомобили, како во старата генерација автомобили. Секако се тоа изработено со врвна технологија, врвен финиш, метализиран финиш има. Многу пријатно на допир. Тропачите под табла нема да наидат на тап звук, затоа што тоа е обложено во ГТ. Нормално го има и овој штеп. Централен звучник, високотонци, амбиентално осветлување. Врата која што е доработена не е оставена без да се испочитува повисока спецификација. Оставено е простор пред совозачот за подолго ноги господи. Има некои луѓе навистина уживаат во сончев покрив. Па дури во последно време и нема автомобил од повисоко ниво во кој што не се вградува сончев покрив стандардно. Затоа што го спомнав за седиштата, значи сега само да најдеме како се ете ги, не е значи премногу страшно. Seat options, значи опции за седиштата и ете го. Моментот. Има масаж. Возачко, совозачко седиште. Тука се вклучува. И се избираат неколку различни видови, значи на масажа, може да биде side to side, една страна, па друга страна, може да биде butterfly, што лично личи најделотворно. Добро, назад. Странично. Snake, рамена, лумбарна, односно слабини. Стреч, тоа е странично, практично движењата ги развлекува странично, тоа е сосем окей. Вейв, бранови, cat paw. Нормално, Peugeot, не може да нема cat. Може да се избираат 3 степени, сега на најсилниот, меѓутоа, ќе го исклучиме. Брзо функционира, нема доцнење, возачко седиште, грејање вклучено, значи има неколку степени. Добро. Ако тоа е многу ефектно нешто, посебно зимно време кога нема нешто што загрева побрзо од седиште. Нормално има и грејање на воланот. Масажа, ситинг. Сега да најдеме каде е воланот. Грејање на волан. Seat options, settings. Треба да има climate. Да, значи треба да се отиде во клима, па seats and steering wheel и тука се доаѓа до грејање на воланот. Значи, со тек на време ќе се навикне човек каде и што е функцијата. Океј, има и механички функции, има и
Климатизацијата функционира. Во 3 степени може да се избира интензитетот на работа, силината на работа, синхронизација. И има уште еден детај, air quality. Квалитет на воздухот. Во град тука вредноста достига и до 100 деновиве. Значи станува збор за 20 декември. 20 декември кога паничеа сите радиостаници додека возев. Меѓутоа, со вклучена рециркулација и со мало задржување во град, може да преживее човек. Тоа е мощна вреден показател. Тука е 17 квалитет, индекс 17 години. Меѓутоа, ќе го вклучиме да го одржува квалитетот на воздух како што треба. Масажата патем уште работи, а за тоа треба да се отиде во не во навигација, туку Sit Options, масаж, не YouTube масаж. Готово. Тоа се разните прикази кои што ги има, значи тоа е посетниот екран, односно тоа е посетниот екран. Остануваат отисоци и тоа се брише, тоа не е страшно. Навигација, Sit Options, климата прикажува тие опции, навигацијата ги прикажува тие опции, телефонот ги прикажува тие опции, добро. Тоа е посебно поглавје кое што треба да се опфати за сите можности кои што ги нуди инфозабавниот систем. Mirror screen, значи се прикажува каков да биде содржината на дисплејот. Станувањето е тешко, меѓутоа не за тоа што е физички тешко, туку е тешко човек да се реши да стане. Пежо прави престојот внатре да биде многу пријатен. И просторноста назад е одушевувачка. Значи, очигледно е дека станува збор за многу простор за колена, а и самата клупа има пријатна форма, значи висока, доволно висока, висината на седењето е правилна, има место за стопалата под предните седишта, има и простор за глава, не премногу, меѓутоа доволно. Сепак станува збори за сончев покрив, далеку од тоа дека е непријатно или убаво седење. Убаво се седи и назад. Има мрежички, значи Peugeot се внимава секојаш на тие практични детали. Е уште една гледка на покривот. Му дава душа покривот на секој автомобил. Творот е голем, правилен, значи лесно е седнувањето и станувањето. Нема никакви забелешки во тој поглед. Тоа е рамна површина за да се добие повеќе простор. И нормално, кога човек ќе излезе, не може да не се загледа пак во некои детали, како овие. Прашањето околу моторот. 1-2 литарски мотор. Има разлика меѓу 1-2 литарски мотор атмосферски, значи без турбо надполнење, и 1-2 литарски мотор кој што има турбо надполнење. Работната зафатнина, значи тоа што некои сметаат
дека 1-2 литерски мотор е мал за оваа каросерија. Тоа е често убедување. Работната зафатнина во основа има улога да обезбеди моторот да повлече моќно. Значи, носи вртежен момент, носи ньютон метри. Од два мотори, кои што имаат иста моќност, 120 конски сили, и едниот е, да речеме, 2-литерски, другиот е 2,5 литерски, подобро ќе повлече тој мотор кој што има повисока работна зафатнина, значи поголемиот мотор. Одот исто влијае. Значи должината на одот на клипот влијае за моторот да биде еластичен, за да повлече полесно. И тоа се тие детаји. Значи, малку околу работната зафатнина. Турбото има задача да надомести работна зафатнина. Овој мотор во поглед на турбомотор, во поглед на вртежниот момент одговара на 1,6 литерски мотор од пред 10 години. Вртежниот момент што го додава турбината, условно додава, без некои стручни објаснувања, прави 1-2 литерскиот мотор да биде способен да повлече исто како 1,6 литерски мотор, па и поголем, 1,8 нека биде. Затоа е релативно кога ќе се погледне или кога ќе се каже дека 1-2 литерски мотор е премал. 1-2 литерски мотор да, меѓутоа 1-2 литерски турбомотор со турбонадполнение тоа е друго нешто. Причината зошто го вградува Peugeot, главната причина зошто го вградува 1-2 литерскиот мотор место некој стар 1,6 литерски или 2 литерски или каков и да е перформансот во поглед на емисијата на CO2. Денес браншата и целиот свет се раководи според емисијата на CO2. Моторот е направен, тој даунсайзинг се прави веќе 20 години, ако не и повеќе. Тој даунсайзинг се прави за да се намали штетната емисија на издувните гасови. Штетната емисија. Тоа е основната причина зошто Peugeot и не само Peugeot, целата бранша вградува 1-2 литерски, па веројатно и 1 литерски мотори во својата гама, вклучувајќи ги големите модели. Единствената забелешка која што ја имаат направено статистичарите, значи која што се води статистика, покажува дека единственото на што треба да се внимава кај овој мотор, 1-2 литерскиот мотор, тоа е подмачкувањето на кајшот. Тоа е малку чудно решение, значи инженери кои што се упатени малку повеќе во сервисирањето кажуваат, опишуваат дека тоа е чудно решение, меѓутоа нема проблем ако при секое сервисирање се, односно ако се проверува во сервис, ако се проверува состојбата на затегнувачот на кајшот, кој што воедно врши подмачкување на кајшот, ако се провери состојбата. Значи, во тој поглед ќе трае исто колку 1,6 литерски или 2 литерски мотор или кој да било друг мотор, кој што луѓе го знаат дека издржува многу. И тоа е целата приказна. Значи, во возењето моторот се однесува како 1,6 литерец. 1,8 литерец. Значи, генерално како поголем мотор. Како менаџери кои што имаат милионски плати на годишно ниво, се консултирале со своите тимови. Се повикале на своите искуства. Гледале што прави конкуренцијата. Решиле дека овој мотор нема да му наштети на имиджот на Peugeot и дека не е нешто што би предизвикувало проблеми. Не е измама, не е некаква инженерски пропуст, не е некаква лага. Таа е причината зошто 1-2 литерскиот мотор го вградува цел Stellantis. Од друга страна, сменете начинот на кој што се возат автомобилите денес.
Значи ние уште сме навикнати условно со старите автомобили од бугарските автоплаци, сме навикнати да стартуваме со шкрипка, да поаѓаме со шкрипка, да запираме со шкрипка, да влегуваме во кривини, тоа малку потешко со гумите. Уште сме навикнати на таква динамика, на дивење во сообраќајот, на само докажување. Тоа поминало некогаш одамна. Не се вози така. Значи не се прави, ние треба да го земеме примерот. Како вози Европа? Зашто вози така? Зашто овој мотор им одговара? Зашто постигнува толку висок удел во продажбата овој еден 2 литарец? Сменете начинот на кој што се користи. На кој што се вози. Денес во повеќето градови брзината е ограничена на 50, 40, па дури и 30. Автопатот, брзината на автопатиштата е ограничена. Се внимава на животната средина, се создава тој рефлекс на одговорност. Тоа можеби нам не изгледа смешно или недоветно, меѓутоа на тој начин функционира светот, а автомобилите се прават заради светот, од кој што ние треба да учиме. Не можеме да се водиме според собствените представи, замисли, навики или некои традиции или убедување погрешни. И сето тоа е чудно зашто во 2023 година уште се зборува за тоа дека моторот 1-2 литарски не бил соодветен. Тоа во голема мера се должи, значи тоа е пропусти на медиумската сцена воопшто во Македонија, која што повеќе се базира на сликички и рекла-казала приказки. Меѓутоа, таа приказна одамна требаше да биде завршена. И тоа е тој фамозен мотор. Зошто нешто би не достигало? Убав звук. Многу добар детаљ. И кај 308-ката го има истиот момент. Од друга страна, кој сака повеќе моќност, кој сака повеќе брзина, динамика, сигурност, во понуда ги има и 1.6 литарскиот мотор со хибрид, плагин хибрид, во изведба со 180 или со 225 конски сили. Причината зошто е хибрид е поради CO2. Значи се води според CO2. И на крајот ќе има и електрична изведба. Целосна електрична изведба. Така изгледа денес автомобилската сцена. Значи автомобилите сепак се создаваат според главната сцена. Според главните пазари. Ние како мал пазар кој што дури нема ни никакви правила на увоз, нема никаква стратегија, не можеме да судиме за тоа дали некој автомобил има мал мотор или има голем мотор или чини или не чини. Нема неуспешен модел во последните 10 години, да карикираме. Тоа се модели кои што се позиционирани точно кон одреден сегмент, кои што се насочени точно, значи гамата на производителите веќе не е толку широка како порано, тоа е премногу скапо. Во време кога производителите вложуваат во електрификација, во комуникација, во инфозабавни системи, во системи за асистенција, кои што треба да ја подобрат безбедноста и комфорот. Гамите се драстично скусени. Peugeot, може би пред 20 години имаше 10 модели во својата понуда, денес нема повеќе толку модели и Peugeot не е единствен исклучок. Сите, освен премиум марките, ги имаат скусено гамите. Па дури и кај премиум марките се појавува скусување, значи се оди на профитабилност. Трка е. И во сите тие трки се создаваат одлични автомобили. Ово е технолошки далеку над 308 или 408 каков што сме го имале пред 10 години.
Ништо не му недостигало, ниту на тој 308. Возат фантастично. Меѓутоа, технолошки е напреднат далеку. Приказната е далеку над моќноста, над конјските сили, над големината на моторот. Вредностите на кои што се внимава, на кои што се поставува вниманието со други. И возењето, значи создаден е според услови на возење, начин на возење, кој што наметнува еден порелаксиран стил на возење, порелаксирано, значи, надмината е таа трка, таа глад, светот ја надмина, автомобилскиот свет и воопшто светот ја надмина таа глад за моćни автомобили, за супер брзи, најмоćни, гласни автомобили, се сменија нештото. И затоа треба да научиме да ги препознаваме вредностите на новите автомобили кои што доаѓаат. Peugeot во тој поглед е автомобил што е дораснат на своето време, кој што постигнува напредок, кој што треба да го постигне секој еден нов модел, важен модел кој што успева. А како сето тоа изгледа во возење? Значи, сепак, има нешто во овие 1,2 литар и 130 конски сили. Тоа е напредокот на технологијата. И постојано се случувал. Не е нешто што допрва се случува, туку сцената постојано напредува, па и тоа да мора да се навикне човек. Осумстепениот автоматски менувач. Секако тоа е нешто што додава вредност, квалитет дополнителен во возењето. Значи станува збор за класичен автоматски менувач со претворач на вртежен момент. Значи не е менувач со двојна спојка, кој што во некои постари генерации знаеше и да пречи кај други производители, со тоа што му беше потребна половина секунда додека свати дека треба да појде, возилото треба да појде. Ова е класичен автоматски менувач, значи кој што не глуми автоматски менувач како менувач со двојна спојка, туку е автоматски менувач. Менувањето на степените е неосетно, може лесно да се манипулира, да се провоцира, да префрли во повисок степен, односно во понисок степен, значи ако е во трет степен, може познавачи на возењето со автоматски менувач ќе знаат да го провоцираат, да префрли во четврти степен и обратно. И дополнително, значи, ги има и програмите за возење со кои што може да се избере работата на менувачот, на системите за асистенција, на реакцијата на педалата за газ, на управувањето, да работат соодветно во спортска програма, во нормална програма или во еко програма. Дали 1-2 литрскиот мотор е доволен или е резервно решение за купувачи кои што им е важно да заштедат
имаат или евентуално повеќе би сакале да имаат повеќе опрема место посилен мотор, ако веќе не може да ги имаат и двете, тогаш е вреден избор. Значи, токму оваа конфигурација, оваа комбинација од 1-2 литерец, 130 конски сили, автоматски менувач и GT ниво на опрема. Може да се избере и спротивна ситуација, значи хибрид со основно ниво на опрема, доколку го имаат во понудата во Еудимпекс во моментот. И генерално е мотор со кој што може генерално е автомобил, значи погонска конфигурација со која што може да се биде, да се живее среќено. И тоа е еден ден пред да почне зимата официјално, значи се уште е есен. И нашата прекрасна Македонија. Тука се сите системи за асистенција, значи радарски темпомет, односно приспособлив темпомет, кој што ја намалува брзината од програмираната, доколку напред има побавно возило. Има и систем за задржување на возилото во лента, односно за следење на лента. Многу е едноставно да се избере, да се смени темпото на возење, затоа што камера ги чита сообраќајните знаци и навигацијата дополнително. И 408-ката постојано дава податок за тоа колкаво е брзинското ограничување на тој дел од патот што се вози во моментот. И затоа сега на таблата се појавува едно ОК. Значи, некако заклучила интелигенцијата на автомобилот дека по овој пат треба да се вози 90 на час. Не е тоа само кај Peugeot, значи сите системи за асистенција се бунат кога ќе се вози по ваков пат. Меѓутоа, за брзината, значи да се зголеми на предложената, на таа што системот смета дека треба да ја возиме во моментот, а не е 90 секунди. Значи доволно е само да се притесне едно копче на воланот, а тоа е ОК. Значи ако притиснам сега тука ОК, ќе почне да забрза до 90. Нормално, ова не е пат за да се вози рели. Меѓутоа, доколку е на автопат, тоа е многу големо олеснување, помагање при возењето и е мощно вредно како асистенција, како систем за асистенција. И уште една предност од тоа што не е SUV со висока каросерија, тоа е агилност. Многу е лесен, многу е управлив. Поради тоа што тежиштето не е повишено како кај SUV-а класични, туку е на ниво на 308-ка. Сето тоа прави квалитет во возењето, значи амортизацијата е
проектирана соодветно на тоа тежиште и затоа реагира многу похармонично отколку што би реагирал некој SUV. Во целина амортизацијата е за пофалба, не во целина, туку и некаква забелешка практично. Затоа што на многу места изненадува, реагира помеко амортизацијата отколку што се очекува, на места пак каде што се очекува да се јави навалување, нема навалување, значи тоа е се една усогласена работа на амортизацијата и на пружините, на амортизерите и на пружините. Држањето правец е фантастично, без оглед на нерамнините на патот. И нема бучава, значи при преоѓање преку нерамнини нема бучава. Нема груб звук. На многу места е каде што обично се слуша со друг автомобил тркалањето на гумите по асфалтот, тука не се слуша. Подвозјето е дотерано. Значи тоа е уште една предност. Комфорот и динамиката во возење, возните својства се предност на 408-ката во однос на актуелната 3008-ка. Како ќе биде кај новата 3008-ка, може само да се претпостави. Значи, еве еден пример за тоа колку е делотворен овој начин на комуникација на возилото со возачот. Значи, тука е дозволено 70, намерно е пуштена брзината да опадне. Доволно е само едно окей, и 408-ката ќе се забрза до брзината од 70 на час, која што точно препозна интелигенцијата на возилото дека е дозволена брзина на ведо од патот. И тоа беше се. Значи едно обично притискање на окей копчето и си одржува брзината. Доколку напред има побавно возило, ќе забави, се автоматски ќе забави, го има тој радарски темпомат, значи приспособлив темпомат. Во моментов е вклучено и систем за следење на лентата. Доволно е само да се држат рацете, односно една рака да се држи на воланот и нема да преоѓа во следната лента, значи си ја следи лентава. И тоа е еден од квалитетите на 8-степениот менувач. Значи во моментов некаде со 70 на час е возењето, менувачот е во 6-тиот степен на пренос. Работи со 1700 вртеж. Сето тоа е добро и за потрошувачката, и за релаксираноста во возењето. Не мора секогаш да се биде на трка во автомобилот. Дека покривот е отворен. Малку во спортска програма, се реагира по директно на газ и ги задржува, менувачот ги задржува степените на пренос малку подолго пред да префрли во повисок степен, односно доколку се држи педалата притиснато до крај, ќе ги менува и на крај. Е еден мал тест за тоа каква е еластичноста на моторот. Еве сега, намалување до 80 на час, 90 нека биде и наглас за добро. Значи сепак да не се предизвикува среќата човек. Ето, тоа е пример за тоа колку повлекува
реално е способен да повлече еден 2-литерскиот мотор. Не, бидејќи во спортска програма, менувачот држи во 7 степен, инаку во еко програма одамна ќе беше во 8 степен. 2300 вртежи, сосем окей.